Слава на нашиот Господ Исус Христос. Преку параболата за свадбената гозба, Исус ни ја открива големата љубов која Бог ја има кон секој од нас. Господ го споредува Царството Небесно со цар кој приготвува свадбена гозба за својот син и ги испраќа слугите да ги повикаат поканетите. Ги поканува оние што ги љуби, своите пријатели, за да ја споделат радоста со него. Јасно е дека царот го представува Бог, а ние сме тие кои се поканети. Првично Исус ја упатува оваа парабола до фарисеите и книжниците, но истата се однесува и до нас. Со нашето крштение секој од нас ја примил поканата за вечната свадбена трпеза за заедништво со Христос. А таа покана Бог постојано ја обновува, особено за светата литургија. Секоја недела Господ одново не повикува дојдете, вкусете ја небесната радост. Се поставува прашањето како ние одговараме на таа покана. Сите сме биле некогаш поканети на свадба. На свадба не ве поканува некој непознат упоној кој ве сака, ве почитува, со кој сте на некој начин блиски, и колку сте поблиски до оној кој ве поканува, толку е поголема и вашата улога на свадбата. И на свадбата присуствувате за да ја споделите нивната радост. Ако сте пак правеле свадба или некоја друга веселба, сигурно најважно би било да дојдат оние кои најмногу вие ги сакате и почитуваат. Оние пак кои не сакат да дојдат, секако можат да најдат безброј оправдувања. Но како се чувствува домаќинот ако на свадба не му дојдат најблиските кои најмногу ги сака и почитува? Секако, тажно и разочарано. Така некако се чувствува и нашиот Бог кога ја одбиваме свадбената покана, кога ја одбиваме неделната света литургија, кога одбиваме да поидеме на литургија, заменувајќи во Бога со други работи, трговија, ниви, ставајќи некои други работи поважни од него. Евангелието ни открива дека во човечкото срце постојат многу препреки за да се прифати повикот за Божјото царство, работни обрсти, световни грижи, задоволства, но исто така сака и да не подсети и да не повика на преобраќање, за да бидеме свесни за жртвата што Господ Исус Христос ја направи за нас. Ја пролија својата крв и се дарува себе си заради нашето спасение. А ние да не успееме да отделиме малку време од текот на една седмица за него. Тоа е веќе прашање на нашата вера и на нашиот однос со Господ. Евангелието исто така ни зборува и за исходот за оние кои не ја прифаќаат поканата. Таму ќе биде плач и крцкање со зъби. Тоа плачење е затоа што сме ја одбиле радоста која само Господ може да ја даде. Потоа Евангелието ни зборува и за човек кој дошол на свадбата без соодветна облека. Тоа е облеката на нашето крштение, облека со која треба да се појавиме на свадбената гозба, која треба да ја одржуваме, очистуваме, за да бидеме достојно облечени кога Бог ќе не повика. Зарем на крштението не се облековме во Христа? Бог е трпелив и милостив. Царот од параболата не праќа еднаш туку повеќе пати слуги за да ги покани луѓето. Така и Господ упорно не бара, ни зборува, ни праќа знаци, не повикува на преобраќање. Затоа денес да се прашаме дали ја прифаќаме Божјата покана, дали го ставам Христос во центарот на мојот живот.